Добро вечер. Трагедијата што ја потресе јавноста ја отвори дилемата. Мајка, по години живот со семено насилство, се фрли од тераса со своето дете. Соседите пријавувале, институциите биле информирани, а трагедијата сепак се случи. Дали системот на вистина ги штити жртвите и дали општеството, семејството, пријателите и колегите реагираат кога некој живее во страв? Што е со правата на малата Катја? Таа со само 6 години не можеше да донесе никаква одлука за нејзиниот живот. Вечерва разговараме со здруженија кои работат со жртви на семено насилство, со организации за правата на децата и со МВР. Каде е проблемот и што мора да се смени за вакви трагедии никогаш повеќе да не се повторуваат? Пред да ја започнеме дискусијата со Стојан Мишев и Делфина Тодоровска од ТЕСЕ, Драги Змијанац од Мегеши и Билјана Јеремик од МВР, да го погледнеме прилогот. Останете со нас. Ивана и Катја Јовановски, убиство и самоубиство во Скопски Карпаш. Насилникот заврши во притвор и ќе го судат од им ја загрозил сигурноста, ја навел сопругата да се самоубие и нанесол телесна повреда. Со лисици на рацете го спроведаа до судот. Не одговори зошто ја тепал и се изживувал врз незе цели 7 години. Имате ли грижа на совест за тоа што се случи? Што ви е толку смешно, ме интересира, само ако може да ми кажете. Поголем машница станува кога се тепа жена или не? Ке признаете било каква вина? Или ке се смеете уште? Трагедија која ги разбуди сите, полицијата, социјалните работници, соседите кои слушале, а не направиле ништо, само пријавувале, семејството, колегите и пријателите на несреќната мајка. Соседите од 150 станови знаеле дека Ивана е тепана, честопати слушале, пријавувале, но според нивните тврдења, полицијата не била заинтересирана. Сите изјави што ги имаат комшиите, управителот, улици ја тепал. Дојде вчера еден комшија дека беше полицијата на спрат на 6, пошто се они, дека пред 2 месеци ја тепал тука пред сома, по зграда, по лифт. Значи, тоа не се бираше место и не се бираше. Она беше мирна, тивка, гласот не се слуша. Дури беше земја гледаше кога излегуваше од страх од него. Не бираше ни он време. Значи, у 2 сат ноќе пример имаше ситуација каде што тато немојте, мама ќе ја убиеш. Значи, слушање, тоа се слушаше, се слушаше. Јавноста врие и бара одговори кој потфрли и дозволи ова да се случи. Очевидци сведочат за ужасот кој го поминувала малата Катја. Јас сум овде да им кажам на сите мајки дека е нивна оваа борба. Оваа борба не е на децата. И заради тоа ова се случи сега со Катја. Заради тоа е она колатерална штета на овој систем кој што не ги штити децата. 31 годишната жена и незината 6-годишна ќерка се долгогодишни жртви на насилникот, сопруг и татко Стојанче Јовановски. Истрагата утврди дека Ивана заедно со детето се фрлила од балконот од 6-тиот кат и починале на лице место. Братот на жртвата Ивана прстот го впери во институциите. Ивана го пријавувала ќотекот во полиција и во Центарот за социјални работи, но никој не ја заштитил. Најгласни се женските организации за насилството што го трпела жртвата. Ниту едно здружение и невладина не изреагира за правата на 6-годишната Катја. Не се постави ниту дилемата во јавноста, освен толеранцијата на тупаниците, зошто никој од надлежните не ја заштити Катја и во законска постапка не ја отстрани од домот на насилството. Во меѓувреме, обвинителството ги истражува и пропустите на институциите, што правеле социјалните работници што го воделе предметот Ивана и Катја и зошто не процениле ризик, и инспекцијата на надлежното министерство утврди неправилности во работењето на Центарот за социјални работи од Скопје. Се вештачат 3 мобилни телефони на насилникот, а истражителите прибираат и анализираат видео снимки од повеќе критични локации. Се обезбедува и целокупната документација за предходните поплаки и пријави за семено насилство поврзани со овој случај. Јовановски веќе познат на системот и на полицијата. Има десетина кривични пријави за дрога, насилства, имотни деликти и напад врз службено лице.
Повторно сме назад во студио, како што и најавив на самиот почеток. Тука со мене е председателот на првата детска амбасада за правата на децата Драги Змијанац, Деспина Тодоровска и Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ и Билјана Јеремик, началничка на секторот за семено насилство при СВР Скопје. Добро вечер на сите, ви благодарам што ја прифативте поканата да земете учество во оваа дискусија. Пред да започнеме дискусијата, прво, ајде да квалификуваме што се случи. Ова прашање се однесува на сите четворица. Еве, јас не знам како да почнам. Имаме 2 самоубиства, имаме самоубиство и убиство. Бидејќи знаете како медиумите од етички причини самоубиство не објавуваме. Меѓутоа, тука при одлуката на несреќната мајка се повлече уште еден живот. И фактите говорат и доказите дека и двете биле жртви на семено насилство. Меѓутоа, кој е вашиот коментар? Кратко. Од каде ќе почнем? Може ја да почнам со оглед дека имавме споделена информација во јавноста дека жртвата и претходно го пријавувала насилството во надлежните институции, меѓутоа подоцна ги повлекувала пријавите. За жал во пракса со тоа што била изложена на долготрајно насилство. За жал во пракса многу жени долготрајно трпат насилство. Еден од најтешките чекори за една жена не е само да го пријави насилството, туку и да се признае дека живее во насилна врска, а потоа и да го напушти насилникот. Ова особено ги погодува оние жени кои што имаат малолетни деца на ова насилникот, па често се одлучуваат да останат да живеат во насилна средина. Претпоставувам дека една од причините за последниот случај и може да биде и ова, па се надеваат дека насилникот ќе го поправи своето однесување, ќе престане со агресијата заради ова доброто на детето, меѓутоа реалноста е сосема друга. Насилството никогаш не престанува само од себе, тоа со текот на времето ескалира, преминува од психичко во физичко насилство, станува позачестено, поопасно и на крај, како во конкретниот случај, има и трагичен крајносно заврши со самоубиство, во некои претходни случаи и со фемицид. Дополнителен проблем е една од причините поради која што жените не го пријавуваат на времено насилството, и поради стравото насилникот, може би срамот од средината, од потесното семејство, меѓутоа и од недовреба дека системот навремено и ефикасно ќе обезбеди соодветна правна помош. Да, знаете како, меѓутоа тоа е темата семено насилство, ќе зборувам и за тоа ве викнав. Ме интересира коментарот, ние што имаме сега? Имаме самоубиство, така? Имаме 3 ситуации, не е само 2, може за третата малце поспецифична и потешка да се каже. Едно е убиство ако збориме од страна на насилникот кој вршел притисок врз неговата сопруга и дете. Втората е самоубиство од знак на немоќ на жртвата. И трето може би да е убиство од страна на системот затоа што бил тром, нефункционален и не постапувал соодветно, а го знаел случајот од 2019 до 2026. И тоа многу малку се говори, а посебно што детето кое е мало не може да се самозаштити, да превземе било какви превентивни мерки. Секое дете во вакви ризични ситуации на семено насилство е под стрес. Не може само да се заштити, треба да се направи соодветна проценка како институциите на системот треба навремено или да ја отрегнат жртвата или да го отрегнат насилникот од дома за да се спаси детскиот живот. Во овој случај траело од 2019 до 2026 бракоразводна постапка, високо тензична со физичко насилство, а да не се направи соодветна проценка за брза и навремена интервенција, иако соседите пријавувале, иако роднините знаеле, иако детето одело во училиште, таму има стручни служби, иако мајката била вработена, работодавците и колегите знаеле, се случило ова на сметка на еден, како ќе кажам, некоординиран систем меѓу центрите социјална работа, полицијата, каде што требале да постапат и да направат соодветна проценка на ризик за да не се изгуби еден детски живот, бидејќи тој детски живот всушност
е пораз на сите ние кои сме во општеството и мора да признаеме дека индиректно, директно на некој начин и да сме направиле нешто, преземаме некаков начин на соучесништво или одговорност. Секоја чест на тие што пријавувале, соседите, но ќе кажам, ако насилникот е на слобода и му се дозволува, не се следи со одреден тип на начин како што го може тоа да го превенира МВР со забрана да влегува во домот или со некаков тип на електронско следење или додека не се заврши бракоразводната постапка да нема контакт со жената жртва, ова е, би рекол, едно комплетно отсуство на одговорност и сега ние ако ја префрламе само одговорноста која има најмногу секако кон насилникот, а не ја преземаат институциите, овој случај ќе се повторува, брзо ќе се интервенира во овој краток период со изнаоѓање на насилници, ќе се мобилизираат институциите на системот, но кога ќе се заборави, ако некој воопшто може да го заборави, ќе се продолжи со тромоста на институциите да не постапуваат по најдобар интерес на детето, да биде детето за нив невидливо и да дозволат да згасне еден детски живот. Стојан, каков е вашиот коментар? Еве, што ни се случи? Оно што најпрво сакам да кажам е дека последниот трагичен случај е резултат директно на или последица на нефункционалниот систем за заштита на жените што претрпеле семејно насилство, кој на хартија постои повеќе од 20 години. Сакам да напоменам дека семејното насилство во нашата држава е законски регулирано и формално правно системот за заштита со истиве законски механизми за заштита постои уште од далечната 2004 година. Меѓутоа во пракса сиот овој период постојат сериозни системски слабости кои оневозможуваат, станува збор за системски слабости кои се повторуваат во последните 20 години, а основна причина за обстојувањето на истите е тоа што процесот на усвојување на закони, политики, на стратегии и градењето на правната рамка за заштита на ова поле не беше проследено со обезбедувањето на потребните финансиски ресурси за спроведување на законите во пракса. Како резултат на тој пасивен пристап, би рекол, ние имаме сериозни системски слабости и тие нивното меѓусебно поврзано влијание придонесе за не само последниот трагичен случај, за последните неколку случаи на убиства како резултат на семејно насилство кои ги имавме во Скоп, во Велес, во Шуто, Ризари, од минатата година наваму. Станува збор за занемарена, да би рекол, превенција на семејното насилство, изразена преку недоволни напори на полето на подобрување на разбирањето во јавноста што представува семејното насилство, кои се посебните форми на семејното насилство, освен видливото физичко, односно психолошкото, економско, сексуално насилство, кои се специфичните потреби на тие што се најзасегнати, жените што трпат насилство во домот и кои се и како да се користат законските механизми за заштита кои постојат уште од 2004 година, а тоа е постапката за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство која треба да спречи итно повторување на насилството и кривична постапка за казнување на оние кои извршиле семејно насилство во домот. Знаете зашто ве прашам на самиот старт? Никако цела недела толку дебати сите излегуваат, кажуваат да и точно е. Факт е дека имало семејно насилство и дека ние како држава, како систем, па и како општество треба да се бориме против тоа. Меѓутоа, тука станува збор за самоубиство. Каде е поддршката, помошта на оној кој што решил да посегне? Дали имаме ние во држава, јас немам информации, ве прашувам вас, имаме ли ние некоја SOS линија каде што освен на жените што се жртви на семејно насилство, што помага на луѓе кои што размислуваат? Само дозволите да дополнам во однос на, пошто ќе се осврнам и на оваа тема, дел од системските слабости е и недоволната ефективност на постоечките механизми, меѓутоа и ограничениот пристап до услуги, мерки за заштита и услуги од типот на психолошко советување, згрижување, правна помош, сите услуги кои се потребни за закрепнување од претрпеното семејно насилство. Она што кај нас се уште недостасува е
поддршката која што е потребна за една жена да излезе од кругот на насилство, неопходно е да се охрабри. За да биде охрабрена треба најпрво да има поддршка од најблиското обкружување, од своите роднини, пријателите, заедницата во која што живее и општеството во целина. Затоа ја нагласи превенцијата на насилството. Инаку кога збориме за семејното насилство, станува збор за еден сериозен општествен комплексен проблем кој бара истовремено делување на повеќе области, кој бара вклучување и меѓусебна координација помеѓу различни институции и поединци, и од тука уште понагласна е потребата за суштинска поддршка на целокупниот систем за заштита и поддршка на жртвите. Не сите жени во државата имаат пристап до услуги, имаат пристап до мерки за заштита и можат да ги користат законските механизми кои треба да овозможат спречување на итно насилство. Кај нас постапката привремените мерки за заштита кои постојат на хартија од 2004 година се уште на ниво на не заживеа во пракса, во смисла тоа треба да биде механизмот кој на долг рок требаше да овозможи намалување на стапката на насилство во општеството, паралелно со нетолеранцијата кон насилството и поддршката за жртвите. Требаше денес да зборуваме за многу подобра фактичка состојба на жените што претрпеле семејно насилство. За жал, постојат истите системски слабости кои овозможуваат заштита на жените и нивните деца. Повелете за не мене. треба да ја одговориме. Мене ме интересира дали имаме ние Има некоја СОС телефон за жени жртви на насилство. Има телефон Ало Бушавко за деца и млади до 18 години 116111 07 039 0632 кој работи 33 години. И тие се алатки каде што граѓаните може да ги искористат за да извршат тие организации кои ги имаат телефоните притисок да го мобилизира системот. Ја од моето искуство до сега можам да кажам дека се мобилизираат институциите само под притисок на граѓански сектор најчесто, на медиуми најчесто и многу ретко само регулирачки, само иницијативно. Има и прифатилиште за жени жртви на насилство, има дебата околу тоа кога жената е жртва на насилство кој треба да се отстрани од домот. Секако се знае каква е постапката, но морам да кажам дека институциите имале многу пријави за семејно насилство, имале многу сознанија и знаеле дека ова дете кој го изгуби животот и мајката живеат во висок ризик и дека безбедноста на детето е доведена во прашање. И тоа траело многу долго. И затоа реков, покрај убиство од страна на насилник или самоубиство жртва, имаме и убиство од страна на системот кој многу малку го детектираме како тромп нефункционален, формален и дека жртвите ги гледаат како статистичка бројка, а не како содржина, суштина, нешто што дека детето живеело во животна загрозувачка состојба и дека имале толку многу можности и шанси да го спасат, да ние сега денеска не би разговарале за ова. Кажете ми, кога станува збор за одземање на родителско право, да, и јас се согласувам со вас, според мене, овде детето е најголемата жртва, бидејќи тоа не може да одлучи дали ќе се фрли или нема да се фрли. Очигледно не било заштитено. Тука станува родителско право. Почнала бракоразводна постапка. Точно. Кога е бракоразводна постапка, алармантно треба да биде и за ЦСР, и за полиција, дека родителите се во висока ризична, тензична состојба на меѓусебна комуникација. Имаме насилник, имаме жртва, тоа е веќе дефинирано. Постапката треба да иде многу брзо за да се заштити жртвата од насилникот, а во овој случај детето најмногу е моќно нешто да направи за себе. Можете да замислите какви се трауми има доживеано и како тоа поминувало низ овој тензичен циклус од 6 години. Па таму каде што детето учело, веројатно имало информации. Да покрене постапка за одземање на родителско право, бидејќи тука во овој случај можеме после се што се случи да одземање родителско право, може да се довери на еден на родителите, може да се ограничи видувањето. Најважно е да се отстрани можноста, да се отстрани можноста насилникот да ги малтретира жртвите. Значи тука имаме ние големо отсуство на функционален систем. Јас мислам единствен кој може во домот да влезе и да изврши увид е Центарот за социјална работа. Никој друг. Центарот за социјална работа има еден дефект систем, има многу ингеренции, многу надлежности, нема доволно луѓе, премногу се бирократизирани, имаат премногу случаеви и тие треба да се на терен и први треба да дојават до полиција, до училиште,
што се случува со тоа дете и со тоа семејство. Точно, меѓутоа некако како сите да ме игнорирате, го спомнав самоубиството. Вака, некако имам чувство дека цела недела ние како станавме општество што оправдуваме самоубиство. Станува збор за самоубиство. Жртвата била во таа состојба во која што било. Се согласуваме сите, малтретирана, 7 години, имало пријави, има докази дека била малтретирана. Меѓутоа, станува за тоа и моето прашање почетно беше дали немаме линија за луѓе кои што размислуваат да посегнат. Може да ви објаснам, ние пред благодарам што не навраќаш. Пред година и пол имавме пресконференција за Ало Бушев кој кажавме дека само за еден месец, тоа беше 2024, односно 24. Во еден период 10 обиди за самоубиство страна на деца. Страна на деца? Да. И точно кажавме еден случај кај што успеавме со помош на полиција, нашиот СОС оператор со друг колега од Меѓеши да се јави на полиција, да обавува контакт со детето кое беше на Камени мост, за да дојде полиција на време да го спаси. Истиот ден друго дете се фрли од трговски центар. Значи, кога држиме пресконференција, кога кажуваме дека е алармантна состојбата ми Сежи Кожава и кога упатуваме апел до Министерство за образование и наука, до Министерство за здравство, дека е потитно неопходно да се направат протоколи како да се постапува кога децата имаат суицидни мисли. Тоа да биде подготовка, убаво кажаа колегите, превенција, оти превенцијата е најмокна алатка, помалку средства ќе се потроша за превенција отколку за било што друго, да бидат подготвени како да го препознаваат, рано да го детектираат, да го проценат ризикот и навремено да реагираат. Ние таков протокол немаме и немаше одзив од страна на институциите тој протокол да го направат. Вие гледате дека самоубиствата се случуваат, не само кај возрастите, него и кај децата. Така, согласам. Билјана, може ли да не кажете што има ново поврзано со случајот во однос на работата на секторот за внатрешна контрола? До сега во јавност излезе, значи имало инцидент во болница, бил турнат, таму биле присутни и социјални работници, викната е полиција. Има пријави од соседите кои што кажуваат преку 10 пријави. Била тепана во лифт, управителот на зградата исто пријавил, викнал полиција. Потоа имаше кај кривичниот суд, исто е повикана полиција. На неколку пати, во неколку наврати, полицијата била информирана. Секогаш жртвата ја повлекувала пријавата и негирала. Прво кажете ни што има ново за случајот. Моделот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи ги преиспитува постапкиве за сега на полицискиве службеници што постапувале по сите предмети, не само за дигестивна и не само за Ѓорче, значи по однос на сите пријави. Што му утврдат, а верувам ќе утврдат одговорност, ќе биде известена јавноста. Инаку дека работи одделот за внатрешна контрола, работи под полна пареа. Така да немам некои информации кои за сега би можела да ги пласирам. Верувам тие ќе искочат со своји информации по однос на тоа. Немате информации за некои други пријави до сега што... Има пријави. Имам информации, значи, по однос на пријави каде што и жртвата била сторител. Значи, во тоа што и го споменуваат најназад полицискиве или другиве кои се интересираат по овој случај, дека во Ѓорче Петров, полициските службеници од Ѓорче Петров излегле и постапиле по 2 пријави. Еднава пријава била во која таа била жртва на семено насилство, сторено од страна на сопругот, а другата пријава била каде таа е сторител на физички напад врз друго женско лице. И сега од страна на полициските службеници, униформираните полициски службеници, е постапено и соучинет прекршок, констатиран прекршок по член 12 од Закон за прекршочна постапка. Значи, таа пријава не е дојдена во одделението за семено насилство, кои се надлежни да постапуваат по предмети за семено насилство и предпоставувам дека не е пристигната од причини што таа не дала согласност. Од увид на оние повеќе пријави кои што ги има поднесени од страна на Ивана, на сега починатата Ивана, има повеќе настани кои што се случувале и од анализа на истите од оној дел што успеав да го забележам, таа често се откажувала во пријавите за поведување на кривична постапка. До пред измените на кривичниот законник. Да, измените стапија во јануари. Пријавила сега на, како беше, 2 јануари. Па тоа сакам да кажам, 28 јануари со указ од 8 дена, значи негде од 5 и 6 февруари е на сила.
изменива и дополнување на законов во делот на телесната повреда. Сега пријавата во тој критичен ден, фактички Тој ден кога трети беше трагедијата, на 2 Да, март да. е повикана полиција. Зошто не е постапено по службена должност? Тоа ме интересира. Више веќе законски измени имаме. Сите дела што се поврзани со семејно насилство, тука станува збори за загрозување на сигурноста, не е само нели видливи телесни повреди. Зошто полицијата по службена должност не превзема веднаш, например? Видете, на Зошто таа некако пријава како како било до сега и така се продолжува и поната, како жртвата вели нема и полицијата толку ли е немоќна полицијата и се врзани раците не е немоќна да не може по полицијата, должност. видете, не е немоќна полицијата. Јас можам да кажам, еве и само викендов имаме преку 12 пријавени настани, документирани, изработени. Значи, зборувам кога ќе стигне пријавата во одделение за семено насилство, од каде што потекнувам јас и доаѓам и работам наназад од 2004 година сум на нова проблематика. Имаме ние специјално обучени полициски инспектори кои постапуваат од оваа област и знаат како да ги применат, имаат познавање, знаат како да го применат законот и знаат како да постапат. И сега во конкретниот настан што ме прашувате баш ме за интересира дали втори, вие трети, се обративте тие што биле на лице место, дали вие лично како началник на сектор за семејно насилство, познати ви ли се полициските службеници што биле пред кривичниот суд? И зошто едноставно обвинителство излезе дека имало и хематоми на главата? Таа 2 пати дента јадала ќотек пред трагедијата. Зошто по службена должност и веќе позната пријавувано толку пати, веднаш не постапи полицијата, она најверојатно нели од страф, од немоќ, сега веќе после трагедијата знаеме дека не била и со стабилна психичка состојба. Да. Едноставно незиниот одговор, како да кажеме, нерелевантен во однос на фактичката состојба која што навистина се случувала. од увид исто така ќе речем, пошто не се мои инспектори кои што биле на терен и постапувале, збориме за униформирани полициски службеници кои што први пристапиле на терен, значи тоа се униформирани од местно надлежна полициска станица. Од увид од списите, од она што можев да го забележам, пристигнале на лице место и директно не забележале повреди, значи по нивно кажување, дека не забележале повреди кај жртвата, а на прашање какво недоразбирање и зашто пријавила, нели, пошто пријавила и затоа излегле полицискиве службеници и зашто пријавила, затоа што имале недоразбирање со сопругот, но немале физички контакт. Значи, тоа е исказот на починатата Ивана. И предпоставувам дека, пошто сепак, по секоја пријава, да, се постапува, на секоја пријава на родово базирано насилство и семено насилство се постапува, ама треба да исполнето и битието на кривичното дело, да се превземат понатамошни мерки. Тие во конкретниот случај, полицискиве службеници, сметале дека е доволно да извршат разговор со сега починатата и воедно ја упатиле во одделение за семено насилство. Значи, тука требало да се заврши работата на еден поинаков начин, ако смеам да кажам. Значи, требало веднаш да се пристапи кон разговор, да се утврдат евентуално елементи на постоење од ризик од повторување. Тука се образците за проценка на ризик кои што треба веднаш на жртвата, значи во соработка со жртвата се пополнуваат тие образци и врз основа на тоа се утврдува степенот на ризик. Зашто тоа не е сторено? Јас мислам дека одделот за внатрешна контрола ќе даде соодветна изјава по однос на тоа. Кратко, дали имате информации, ме интересира тоа трето лице? Обвинителство излезе со информации. Трето лице било постојано дента со нив присутна, односно земена е жртвата од работа, па јадела ќотек, па однесена е пред кривичен суд, па таму јадела ќотек и тоа трето лице со сопругот ја чека да се спакува, нели да замине кај мајката. Имате ли информација ова трето лице сведок бил на ќотеците, така седел, не пријавил, што правил? Не знам што да ви кажам, во тој дел има трето лице, се другар на насилникот, да, се споменува тоа трето лице. Во која фаза и дали е вклучено во постапкава, би требало да е вклучено, затоа што било присутно, затоа што е очевидец на настанот. Некако човечност нема. Значи, ако тоа трето лице било присутно на 2 пати, нели, ќотек, и се осврнуваме на последиците. Значи, има причинско-последична каузална врска
И таа мора да ја разглобиме. Јас поменав дека тоа траело со години. Во една бракоразводна постапка, по автоматизам, детето треба да се гледа како дете во ризик. Значи, по автоматизам. Насилството траело со години, најмалку 7. А детето трпело трауми. Значи, тие трауми некој ги забележува. Училиштето никој не го Значи, има таму стручни служби, има другарчиња, има соседи. Соседите пријавувале. Секоја Дали чест. некој од стручните служби нешто Не, забележала? сите тие се, значи, тука имаме стручна служба, имаме ЦСР, имаме полиција, имаме соседи, роднини, работодавачи, колеги, училиште и така натаму. Цел тоа систем. Нема приватност, за оваа работа нема приватност. Кога ќе слушаш насилство, тепање, урликање, плач на дете, автоматски се мобилизира кој да е граѓанин, тука има човечност и емпатија. Генерално детето било изложено на ризик на насилство, кое не можело само да се справи, и детето најчесто во високо ризично семејство на насилство е невидлив за системот. Невидлив. Значи фокусот не е кон детето. Ние збориме за насилникот и за мајката жртва. И што се случува? Детето расте во страв, децата ја плаќаат најтешката цена, овој пат со живот, децата се немокни да се заштитат и децата најчесто во ваков ризик да имаат доживотна траума за тие што ќе успеат да преживеат. Значи една траума која остава цел живот белек. А сето тоа е затоа што имаме нефункционален систем кој не постапува по најдобар интерес на детето. И затоа јас повторно ќе кажам, вие убаво почнавте, имаме, значи запишам на самиот почеток, убиство, самоубиство и убиство од страна на системот. И ние за тоа кој ќе преземе одговорност ако утврдиме дека е убиство од страна на системот? Кој ќе одговара? ЦСР, полиција, суд, обвинителство, соседи, комши, роднини, кој ќе одговара? Сите што можеле, сите што можеле пријавиле, ама ти кога ќе пријавиш и кога ќе гледаш дека не се постапува прикладно и соодветно, ако ништо друго човечно да кажеш барем пријавив, а тоа што не се постапува, тоа ќе мора да се направи на темелна анализа, да некој таму сноси одговорност за непостапување. Се надевам дека има истрага и од обвинителство и центрите за како што социјални слуштав работи. од Билјана рече дека има веќе внатрешна контрола. Така се постапува од страна на внатрешна контрола во соработка со ОЈО за ГОК се испитуваат Значи, треба да се постапките види на таму полициските службеници и верувам доколку се утврдат пропусти во постапувањето нивно ќе следат или евентуално санкции, заштита на грижни пријави, насилникот од некој институција, ќе видиме, треба да се утврди и јавноста сака да дознае за што станува збор. Да, сигурно И ќе должна има е. судски епилог. Пауло, почнавме со на почеток во воведниот дел со не случајно со системските слабости, не во смисла да игнорираме индивидуалната одговорност која треба да биде понесена во Не, овој знаете, тоа случај. само го кажав, вака во насока никој не зборува, ова е самоубиство. Виновни и системот и општеството е виновно. И институциите и соседите пријавувале толку. Жртвата има семејство, има колеги. Тоа дете оди на училиште, јас се согласувам со Змијанац, иде на училиште. Дали учителката, другарчиња таму, мислам, неговото однесување предпоставувам некако и го издало. Децата даваат сигнали, знаци, треба За да некој да биде ги препознае. поразбирливо за тоа кога рековме занемарена превенција. Затоа што превенција да биде поразбирливо. Превенцијата подразбира дека јавноста треба да биде добро информирана за тоа што представува семејното насилство, какви форми постојат, кои се специфичните потреби, тогаш ќе биде сензитивно на потребите на жените. Нема да веруваме дека доволно е жената да го напушти насилникот и насилството ќе престане. Се уште јавноста верува дека семејното дел од јавноста дека семејното насилство е приватна работа што треба да се реши дома. Тоа се митови за семејното насилство. Се уште се верува дека во име на доброто на децата треба да се остане во насилна врска. Сите овие митови во суштина префрлаат дел од вината за тоа што се случува на жртвите, а го ослободуваат од вина насилникот. Она што е последица на ваквите митови и нивната застапеност е фактички ние жените ја немаат доволната поддршка, затоа реков, од најблиското опкружување. Спомнато беше дека 150 комши знаеле, 150 станови биле свесни за насилството кое што се случило, меѓутоа доколку толеранцијата ја нема толеранцијата кон насилството, односно сите тие биле нетолерантни кон насилството, ќе превзеле мерки да ја заштитат повеќе таа жена. Со ова не сакам да префрлам вина на тие конкретни 150 фамилии кои што претрпеле затоа што дел од нив го пријавувале
последователно во полиција семејното насилство. И друго што се осликува на ниво на превенцијата, оваа жена очигледно ја немала потребната поддршка за да излезе од насилно, кој сега ќе се синуе, кога реков неефективен систем, законски механизам за заштита. Прва работа која што треба да ја има на ниво на услови за да може да го пријави насилството е да има посебни простории за индивидуален разговор во Центар за социјална работа и во полиција како влезни точки во системот за заштита. Практичарите од овие институции за жал се соочуваат со елементарни со основни недостатоци на основни предуслови за да ги извршат своите законски надлежности, меѓу кои тоа дека нема посебна просторија, не може да се ограничи давање на исказ и да се сведочи за травмите кои ги претрпела најмногу до 2 пати како што е предвидено во законот. Она што треба исто така по пријавување на насилството, двете институции, Центар за социјална работа и полиција, имат идентична обврска за спроведување на проценка во ризик и тоа во еден брз рок, во рок од 12 часа, веднаш, а најдотна во рок од 12 часа по пријавување на насилството треба да се направи проценка на ризик. Проценка на ризик од тоа дали е веројатно дека насилството ќе се повтори и дека се загрозени жртвата и нејзините најблиски, во овој случај децата и нејзиното примарно семејство, родителите. Значи, тоа е проценката на ризик. Она што во пракса се случува е дека се надминува тој рок од 12 часа поради повеќе специфични пречки или недостатоци на постоечкиот институционален одговор. Понатаму проценката на ризик треба да биде континуиран процес. Кај нас во пракса на ниво на Центар за социјална работа обично се прави ад хок еднаш кој ќе се пријави. Добар дел се прави за формално задоволување на административните барања на постапката во смисла ако дојде некој да провери контрола или надзор, да се види дека во тоа досие е пополнет образецот за проценка на ризик и дека е спроведено овој процес. Меѓутоа, не е сватен процесот, може би ги нема условите за да биде проценката на ризик суштинска алатка, не само за утврдување на проценка на ризик од повторување на насилството, тоа треба да биде основа, бидејќи во образецот на Центар за социјална работа содржи еден цел сет на прашања во смисла кои се потребите на таа жена за нејзино вклучување во психолошко советување, дали таа жена треба да биде згрижена во засолниште, кое најголемиот дел се на ниво на Центар за социјална работа, во рамки на Центар за социјална работа во државата, дали таа жена треба да биде применета итната мерка за заштита одстранување на сторителот од домот и забрана за приближување која во исклучива единствена надлежност на Министерство за внатрешни работи, односно полицијата, има можност по излегување на лице место на настанот да го отстрани од сторителот од домот, да обезбеди судско решение со кое што него ќе му биде забрането да се враќа до период од 30 дена. Центарот, ако се надоврзи на таа мерка, може да побара изрекување да продолжи до период од 1 година. Да бидат применети сите други привремени мерки за заштита од типот да му забранат да ја контактира, ова се оние мерки кои обезбедуваат итна заштита кои што не биле. Кога станува збор за мерките, колку судот, Делфина, вие се занимавате со правна помош, им пружате на жртвите семејно насилство, вашето здружение, колку судот, да кажеме, брз во однос на постапување за итни мерки? Реално, најчесто судот брзо ги изрекува времените мерки, меѓутоа проблемот е кога овие предложени мерки треба да бидат предложени од страна на Центарот за социјални работи, одделот за семејно насилство. Имаме тоа е индивидуално различно од случај до случај, некаде се изрекуваат брзо, некаде исклучително бавно, каде поминуваат. Дали патуваат вака 2 месеци ова Јеремич, не знам поправимо, меѓутоа имаше информација. Пријава за семејно насилство патува 2 месеци од центар од МВР до Центар за социјална работа. Ќе поправам, го проверив и тој податок. Полициските службеници од место надлежна полициска станица која постапувале непосредно по преземените мерки подготвиле известување до Центарот за социјални работи за преземени мерки и што констатирале во тоа известување. Сега известувањето излегло подоцна од предвидениот рок, но не подолго од 1 месец. Значи 2 месеци сигурно не патувале. И прашањето е потоа врз основа на тоа известување од МВР, Центарот за социјални работи какви мерки презем. Доколку стигнало известувањето и кај нив. Инаку дека траело толку не траело сигурно. Зменац, колку често децата во Македонија живеат во средини со насилство? Имате ли некои информации како е според вас општата слика во Македонија? Дали
еве можеме да видиме дека насилство на вистина постои Тие се со оглед на окружени број. со насилство, земете окружени се со насилство секојдневно, катадневно, и тоа што го гледаат по социјалните мрежи и начинот на комуникација во училишниот двор, во самото училиште, и примерот од возрастните, каде што многу малку се говори за, како да ја кажем, отсуство емпатија, љубов, сочувство, грижа, некако децата стануваат оттугени, нема кој да разговара со нив. Значи, тие се препуштени сами на себе и им треба сигурен простор, време, некој да ги сослуша со што се соочуваат, како поминуваат. И ја верувам дека родителите ги сакаат своите деца, ама и тие кои водат грижа во училиште, градинка, воспитувачи, наставници, меѓутоа како да нема доволно време за некоја човечка компонента да се сослуша, затоа што кога детето се јавува, например, на нашиот Ало Бушавко телефон, тоа може да се јави за најбезизлазен ситуација или за потоа продлабочувајќи го разговорот, сватиме дека тој има сериозен некој предизвик како да се справи, му треба некој, ако ништо друго, активно да го сослуша. Дури ние не даваме готови решенија и насоки. Нашата главна задача и мандат е, кога гледаме дека не функционира системот, да му направиме еден притисок. Буквално притисок. Зашто знаеме дека реагираат на притисок, реагираат на јавноста, затоа што некој таму ги поставил тие луѓе, да не кажем по каква основа, а ние покрај тој притисок сме дел од системот, помагаме. Значи, еве, земете колку линии има 24/7 што работат во Македонија. Нашата работи 24/7. Јас велам, не дека ние би можеле нешто посебно да направиме ако некој ни се јавил, меѓутоа со самото тоа што ќе упатиме допис дека се случило таму и таму нешто, и дека институциите не постапиле соодветно, навремено, брзо, мобилно, не детектирале висок ризик, дека детето жртва не се постапува превентивно да се заштити неговиот живот, можеби хипотетички би можеле да извршиме дополнителен притисок на институциите. Ама не треба така да функционираат институциите. Тие си имаат надлежности, ингеренции и треба по службена должност да постапуваат и да имаат поголема емпатија, сензивитет кон децата и детскиот живот. Затоа што повторно ќе кажам, децата за нив се невидливи, најчесто ги гледаат како статистичка бројка и не гледаат како едно ранливо детско суштество кое не може да се справи во тој лавиринт на насилство, посебно кога си го сака тато и си ја сака мама. А земете дека, пак ќе кажам, во дисфункционално семејство, во висок ризик на развод, родителите често знаат да се претворат во, да не употребам многу лош збор, се пресметуваат преку детето и детето фактички е жртва на двајцата кои не знаат како да излезат од родители кои не се сакаат, да влезат во функционални, одговорни родители и по развод. Дури и за време на бракоразводната постапка треба да бидат фокус детето. И ако им е детето фокус, имаат шанси сите нивни неразбирања, недоразбирања да ги решат. А посебно ќе кажам уште ова пред да завршам, и кога се земаат младите брачни парови, треба да има советувалиште за предбрачно советувалиште, за да знаат во што влегуваат, дека тоа е сериозна институција, каде што ќе треба да водат грижа за поколенијата, а и кога решаваат да се разведуваат, исто така да идат на советување, затоа што секој развод, значи и одредени консеквенции и последици и за личноста, и за мажот, жената, односно таткото и мајката, а најмногу за детето. Кратко само, која е најмалата возраст на дете што се јавила еве кај вас на линијата да се каже некој проблем, и обично какви деца велите дисфункционални семејства, не сите што се разведуваат нели се дисфункционални, но кои се најголемите проблеми на детето и која е најмалата возраст кога едно дете може да крине слушалка и да се обрати да бара има помош? 5 во континуитет последниве 5 години. За жал бракоразводни постапки се тука негде меѓу првите. Булингот, меѓуврсничко насилство, психичко, физичко, сајбер булинг, сексуално исто така, сексуално експлицитни содржини кои се споделуваат. Многу често сме соработувале со МВР, со оделени за компјутерски криминал и форензика, каде што одредени содржини сме барале подитно да ги тргна за да не се компрометира детето, бидејќи во сосветлост на брзина и да такви компрометирачки фотографии децата знаат посегнат по својот живот поради срамот кој го трпат во јавноста. И сиромаштија. Сиромаштија зафаќа
високо 5-то место, каде што децата се соочуваат се повеќе со нивните семејства со овој проблем. И исклученост на децата од воспитно-образовниот процес, односно не рано вклучување на децата во претшколски установи и задолжително основно и средно образование. Тие се 6 главни проблеми со кои се соочувам изминативе години. Тина, може ли да ни кажете еден случај? Извинете, и самоубиството го споменав. Тоа беше нешто неверојатно, алармантно. И, да, тоа го кажавте на и почеток. морам да апелирам уште еднаш, ве користам ова пригода. Упатувам апел до Министерство за здравство, Министерство за образование и наука и до МВР. Дајте буџетски, тие го полниме буџетот, граѓаните и граѓанските организации, сите ние направете протокол како да можат стручните служби, родителите и сите кои се занимаваат и работа со деца, дали се тоа спортски друштва, граѓански организации и така натаму, да се обучат, да препознаат навремено таков тип на суицидни мисли, како да се превенира и како да се постапува во ризик. Рана детекција и превенција е лек за се. Ако постапиме навремено, имаме шанси да спасиме детски живот. Делфина, некој случај вака да дојде некоја жртва во безвезна ситуација, мајка, малолетни деца, навистина не знае што да прави, како да го бара спасот, каде што преку вашата правна помош вие нудите и психолошка поддршка? Да. Која што е успеала да излезе од тој круг на насилство, целосно да се дислоцира и децата да кажеме, нели, се живи здрави? Во рамките на Сдруженијето ЕСТЕ повеќе од 26 години функционира Центарот за бесплатна правна помош. За среќа повеќето од странките кои што ни се обратиле не успеале да им помогнеме да излезат од насилната средина. Ако треба да посочам еден конкретен случај, би го издвоила случајот со една млада мајка која што отприлика имаше неполни 30 години, првично се обрати за правна помош по однос на насилството. Во тој период трпеше економско и психичко насилство. И првично целосно беше правно советувана и информирана како да ги искористи законските механизми за да го пријави насилството во надлежните институции. Меѓутоа, жената во тој период не беше подготвена да го пријави насилството, со оглед дека беше бремена со второто дете. Тоа е она што сакам да кажам, дека жената веднаш не е подготвена да го пријави насилството, а за жал тоа, како што кажав, не престанува самото себето, така да после една година од раѓањето на второто дете повторно се обрати. Претходно, имајќи во предвид дека таа беше целосно запозната со потребна документација каде и како, на кој начин да го пријави насилството, беше подготвувана која документација е потребна да се го пријави во полициска станица, во Центарот за социјални работи. Токму на оваа жена и помогнавме не само да ја напушти насилната средина, туку да води повеќе судски постапки покрај кривичниот прогон кој што се води по службена должност од страна на полицијата, беа изречени времени мерки, при тоа постојано беше во консултација за да се консултира со стручниот тим од Центарот за социјални работи, да се бара изрекување на времени мерки кои што соодветствуваат на низините потреби, меѓу другото покрај изречените мерки забрана да се приближува, беше изречена и мерката задолжително да го издржува семејството, односно малолетните деца и трошоците од лекувањето како резултат на повредите здобиени од телесното, од семејното насилство. Во меѓувреме, на оваа жена ја одобривме адвокатско застапување, со оглед на тоа што во тој период таа беше невработена, ја водеше преку разводната постапка, старателство, издршка, имотната постапка. Во меѓувреме се соочуваше со многу проблеми, бидејќи по истекот на времените мерки беа врзани со родителските права, па не можеше контактот да се прекине со насилникот, така да и
тука успеавме да се регулира таа динамика и начин на остварување на средби на таткото првично под надзор на социјалните служби, па со текот на времето кога веќе постепено се намалува таа одбилност на малолетните деца кои претходно беа очевидци на насилството од страна на таткото. Вредно е да се напомене дека после истекот на одреден временски период, знаете, овие судски постапки знаат и да траат това долго, што повеќе очигледно кажува дека е потребен долг временски период не само за да ги надмине траумите, туку да дојде до трајно решавање на овие правни проблеми. Во меѓувреме жената успе, ние бевме практично како еден ментор кој што водевме во тој период на транзиција, кој што е најтешкиот период на жената, паралелно да ги решава правните проблеми, психолошка поддршка, која што во нашиот центар ја обезбедуваме бесплатно, а во меѓувреме ете да успее да го реши стамбеното прашање, подоцна да бареме изголемување на алиментацијата, бидејќи со текот на времето потребите на децата се зголемуваат. Во меѓувреме имаше проблеми со неплаќање на алиментација, што за жал често се случува од страна на татковците кои што избегнуваат да плаќаат алиментација. Така да ова е само еден од случаевите. Имаме случаеви каде што жената и после разводот од разни причини продолжила да живее со поранешниот сопруг и во таква ситуација таа повторно се нашла во една насилна средина и во овој случај сопругот, поранешниот сопруг беше тој кој што ја пријави во одделот за семејно насилство при социјалните служби. Ова жена преку наша правна помош и адвокатско застапување успеавме да доставиме до судот потребни докази, релевантни факти за судот да ги отворили времените мерки против жената која што и претходно за време на бракот, а и после разводот трпела насилство. Во меѓувреме се роди и трето дете, па имаше потреба да води постапка за добивање на старателство. Така да бројни случаи со успешен крај за нашите странки. Стојан, имате искуство, претпоставувам и многу пријави од жени кои што доаѓаат и пријавуваат семејно насилство и бараат помош кај вас. Меѓутоа, од економски и социјални фактори, верувам често пати се повлекуваат. Како пристапувате на такви, да кажеме, случаи? На колешката Делфина, покрај тоа што обезбедуваме континуирано директна правна помош и психолошко застапување за нив, редовно ги консултираме жените кои доаѓаат кај нас за тоа кои се нивните специфични потреби, вклучително и економските потреби. Впрочем, економската димензија на семејното насилство се уште е многу запоставена како зборуваме за целокупниот пристап на државата кон овој сериозен општествен проблем. И нивната неповолна финансиска состојба и, како да кажам, економските последици од насилството кои што го трпат, од една страна им ги ограничуваат можностите ефективно да ги решат поврзаните правни проблеми кои бараат судска разрешница особено. Од друга страна, не можат да ги надоместат трошоците кои се директна последица на семејното насилство и да обезбедат соодветни животни услови за благосостојба за нив и нивните деца. И се соочуваат со се уште за жал нерешени екзистенцијални проблеми од типот на долгорочно домување по напуштањето на населната заедница, односно по разводот на бракот и разделбата. Во последните години спроведуваме специфични анализи, вакви конкретни анализи со нашите кориснички. Анализите за трошоци кои се резултат на семејното насилство покажува дека жените се соочуваат со многу високи трошоци како резултат на насилството, трошоци од типот на изгубена работа или намалени приходи. 80% од жените им било забрането да работат додека биле по таа насилна заедница. Половина од нив се покориле, половина од нив работеле иако им било забрането. Над 40% од жените изгубиле работа како резултат на семејното насилство и дополнително тие се соочуваат со намалени приходи поради чести отсуства, неможност да одговорат на работните обврски. Од аспект на финансиски товар кој што го има првенствено за грижа на децата по разводот или разделбата, загрижува тоа што судски досудената издршка не е доволна согласно реалните потреби на едно дете во оваа држава. Значи просечно од она што ние кој имаме како податок 4500 денари на месечно ниво
е она што судски се досудува. Предпоставувам минималниот надомест за... Не минималниот, меѓутоа на ниво на има и пониски, има и повисоки, ова е просек средната вредност или просечната, меѓутоа немаме во суштина на ниво на досудување, нема некаква матрица која што би ја следеле судовите во смисла дека дете на таа и таа возраст ги има овие и овие потреби. Ова е пракса која што е останата и потврдена, за жал се потврдува и на ниво на апелациони судови. Но она што загрижува после досудувањето на издржката е дека 70% од жените се соочуваат со ненавремено, нецелосно или воопшто не плаќање на издршката од страна на другиот родител. Практично во тој период на транзиција од една страна, по напуштањето, по развод на брак или разделба, до досудување на издршка може да поминат и 2 години. И во тој период жената го носи целокупниот финансиски товар за потребите за задоволување на... Да, пак еве уште една ситуација каде што детето го чувствува најголемиот всушност товар, на негови плеки паѓа, тие пари се за него. И во оваа ситуација... Не, тоа се задоволува и затоа реков за потребите на деца. Секој троши и задоволува потреби колку што му дозволуваат приходите на месечно ниво. Меѓутоа, оно што нашите анализи го покажуваат е дека дури и жените кои се вработени не можат да ги покријат редовните животни трошици и да ги задоволат потребите на децата. Над 90% од жените позајмуваат пари од роднини, од пријатели или користат банкарски кредити за да ги надоместат тековните режиски животни трошоци и да задоволат потребите на децата. Едно прашање за Билјана, потоа господине ќе завршиме со вас. Сакала и да извинете, Ајде, повелете. Во однос на поднесените кривични пријави од страна на СВР Скопје во изминативе години. Значи, тоа не е само бројка, тоа се животни приказни кои што прошле и сме ги истретирале како оделение за семено насилство. Во 24-та имаме поднесено 213 кривични пријави, од кои 21 се во брза постапка, 21 се по брза постапка, од кои само една мерка притвор доделил судот. 25-та година поднесени се 224 кривични пријави, од кои 54 се во брза постапка и за нив 17 од нив има мерки притвор. 25-та година бележи трend на зголемување на бројот на изречени мерки притвор во рамките на кривичните пријави од областа за семејното насилство, кое продолжува и во 26-та година, особено по законските измени. Значи, поднесени се 21 кривична пријава за сторено кривично дело, значи 25, од кои 6 во итна постапка. Сакам да кажам колку сме активни на теренот и колку постапуваме. Ова е сега само бројка за да се преслика она што се е преземено од наша страна. Инаку ова се приказни на најголемиот број на жени жртви и нивните деца. Дали има една пријава по службена должност веднаш да е постапено, да не треба жртвата да каже да, на вистина сум? Да, па еве сега после измениве и дополнувањето не е една. Колку ме интересира тоа, не е слушно. После измениве сега, значи тоа би требало од февруари да е. Да, сега ќе ви кажам. Во февруари има вкупно 32 кривични пријави поднесени. Добро, сите се веднаш по службена должност постапено? По службена должност се поднесени кривични пријави, а се поднесена се во момент, значи 6 кривични пријави биле работени во итна постапка. Пошто МВР ги обезбедува доказите, соработува со обвинителство со судот и судот тој што цени. Еве, последниве 2 дена имаме една мерка предпазливост и еден куќен притвор. Значи, тоа зборувам за сега викендов. Така. Се работи. Само извинете, во иста насока вреди да се напомене дека во овие 20 години имало и има позитивни практики во смисла кога навремено и професионално било одговорено од страна на Центар за социјална работа и полиција. Тоа што не загрижува дека ваквите случаи се повеќе исклучок од што правило. Ваквите случаи и овие позитивни практики во главно се должат на личната посветеност на индивидуално ниво на луѓето во институциите. Слаба е координацијата, често се сведува на адхок основа, значи нема воедначена пракса на национално ниво и често пати нема континуитет. Тоа нас особено не загрижува, како организации кои што работиме и на јакне на капацитетите на практичарите од институциите, во смисла кога веќе во одредена институција ќе биде воспоставен позитивен начин на постапување, нема гаранција дека тоа ќе продолжи по распределбата на тие луѓе на различни работни позиции и по нивното пензионирање. Така. Господине, да ве прашам конкретно за измени на законот за семејство.
не знам дали е точно, имам информација дека е многу тешко одземање на родителско право од двајца родители кои што се дисфункционални, па дури и доколку им е одземено, нели е тоа привремено, може родителот потоа доколку се извлече таа ситуација, нели користи дроги, алкохол и така натака, потоа повторно да се побара враќање на родителското право. Дали мислите дека потребни се некои законски измени кои што ќе можат барем родителско право да биде полесно да се одземе ако навистина е дисфункционална средина за едно дете? Особено во случаи каде што расте со насилство. Значи, ние поддржавме на граѓанска иницијатива за заедничко одговорно родителство и по развод. Имавме две јавни дебати во собрание и имавме мало недоразбирање со дел од пратеничките, дека родителите кога се разведуваат не се разведуваат како родители, туку како брачни поранешни сопружници и дека остануваат за навек родители и дека има можност да се договорат без судско решение како да партиципираат во правилниот раст и развој на детето. И подеднакво, не само по време на видување, туку подеднакво и во буџет. И таа постои како опција. Во оној момент кога родителите не може да се договорат, настапува на сцена центарот со решение, судот, и тука веќе продолжува голготата кон тоа кој ќе биде прв старател, кој ќе биде прв родител, кој ќе биде втор родител, и на детето му се создава една конфузија и да не кажам многу често се индоктринираат од страна на еден од родителите кон другиот родител, бидејќи тие се во висока конфликтна зона и не знаат да го препознаат најдобриот интерес на детето. Тоа е едниот дел што треба закон за семејство се менува, а вториот е да не веќе бидејќи денеска ми се појави еден заедно со правен факултет, децата да имат право да се ги дознаат биолошките родители поради отсуство на опасност од инцест, родоскренавање и слично. Она што сакам да го кажам на крај од оваа емисија е за овој случај. Ова не е само семејна трагедија, ова е аларм дека кога системот не реагира на време на семејно насилство од висок ризик, последиците може да бидат фатални, не само за жената, туку и за детето. Детето мора да биде во фокусот на целиот овој случај и ниту едно дете не смее да расте во дом во кој има семејно насилство. Тоа мора да биде црвена линија за секоја институција и да постапува брзо, навремено и веднаш, и се надевам голема поука. Прво емпатија треба да се има, потоа системски треба да се постапува и на крај се надевам дека од оваа емисија институциите, а и ние граѓаните ќе извлечеме некаква поука како да соодветно реагираме, постапуваме за да не се најдеме во ситуација да не сме направиле ништо. Така, јас ви благодарам за вашето учество и за дискусијата која што имавме вечерва. Почитувани, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Се гледаме наредниот понеделник во ист термин. До тогаш останете со Алфа.